Браќи и сестри, минатата недела зборувавме за различни профили на градители од книгата на Неемија и го поставивме прашањето на крај каков градител си ти, споредувајќи се со профилите кои што ги видовме. Го видовме Неемија, кој што беше човек кој беше длабоко допрен и трогнат за делото Божјо, за потребата да се гради храмот. Го видовме Варух кој работеше со ревност. Ги видовме, за жал, и благородниците од Текоја кои што не сака да го свиткаат својот врат и да поработат за делото Господово. Видовме и луѓе кои што со една рака градеа, а со другата го држеа оружјето и се бореа. И конечно дојдовме до големата победа. Зидот беше изграден, портите беа поставени, народот беше охрабрен, непријателите беа засрамени. Амин. Во Неемија 6 глава 15 стих вели: зидот беше довршен за 52 дена. Замислете радоста, замислете ги насветките, замислете ги преградките, замислете ги сведоштвата. После толку многу труд, после толку многу молитви, после толку многу борби, конечно стигна победата. И, браќи и сестри, ова ние го доживеавме, мал дел од оваква радост доживеавме пред 2 недели во Козија, кога завршивме со изградбата на првиот дел, првата фаза на изградбата на зидовите наоколу, завршивме со ледниковецот и на крај прославивме заедно со браќите и сестрите со кои што работевме. Тоа беше таква една радост, тоа беше таква една еуфорија, тоа беше силно сведоштво и за верните, но и за неверните кои наоколу гледа и слуша. И исто така и луѓето, израелците овде стигнаа до победата, го изградија градот и многумина односно знаат како да стигнат до победа. Но малкумина знаат како да живеат после победата. Малкумина знаат како да го сочуваат она што со голем труд го изградиле. Многумина знаат како да започнат, но малкумина знаат како да завршат. Ако ги гледаме познати светски пејачи, познати светски актери, се трудат макотрпно да стигнат, да се искачат на врвот на својата кариера. И кога ќе се искачат таму, потоа запаѓаат во разни дроги, алкохоли, не знам што уште не, коцки и така натаму, и си го пропастуваат животот. Зошто? Затоа што многумина знаат како да стигнат до горе, но малкумина знаат како да се однесуваат кога ќе бидат горе. И затоа после Неемија 6 глава, минатата недела проучувавме до 6 глава, а сега ќе го обработиме од 6 глава па натаму. Од 6 глава натаму следуваат уште 7 глави во кои што Бог сака да не научи една голема вистина. А тоа е следно: полесно е да се изгради зид, отколку да се изгради срце. Полесно е да се добие победа, отколку да се остане верен на Господа и после победата. Во Неемија 8 глава, првиот стих, вели: сиот народ се собра како еден човек и му рекоа на Езра да ја донесе книгата на Мојсеевиот закон. Ова е неверојатен момент. Народот не бара нов проект, народот не бара нова градба, народот не бара нови камиња, туку тие велат: донесете ја книгата. Тоа покажува зрелост. Ова покажа духовна зрелост. Тие разбра дека зидот ги штити од непријателите од надвор. Но Божјото Слово ги штити од непријателот кој се бунтува од внатре. Браќи и сестри, можеме да имаме прекрасно изградена црква, зграда. Можеме да имаме многу добра организација. Можеме да имаме полна сала со луѓе. Можеме да имаме успешна служба. Но ако Божјото Слово не е центарот,
се ќе започне да се распаѓа како кула од карти. Зашто црквата не живее од програми, црквата живее од Божјото Слово. Амин? Верникот не треба да живее по емоции, туку треба да живее по Словото Божје. Исус рече, човекот нема да живее само од леб, туку од секој збор кој излегува од устата на Бога. Забележете, овде пишува Езра читаше со часови и народот стоеше и внимателно слушаше. Никој не гледаше на саат, никој не го прашуваше кога ќе заврши, никој не бараше пократка порака. Зошто? Зашто главниот човек не гледа на часовникот. Така ли? Не гледа колку е саатот, туку вика, еј, ми се јаде. Отвара фрижидерот, што наоѓам, јадам. Не гледа колку е саат, па дали е време за ручек. Ма ако ти се јаде, ти не гледаш дали е времето стигнало за ручек или не е стигнало. Проблемите на многу современи верници не е недостатокот на Библии, проблемот е недостаток на глад. Знаете, најголем проблем не е да немаш што да јадеш. Има уште поголем проблем да имаш многу што да јадеш, а да не ти се јаде. Тоа е, зависи било каква храна, да сакаш да се најдеш, едноставно да не чувствуваш глад. Ова е проблем. Зошто? Телото зборува дека телото внатре се бори со болест. И потребно е да ги јаде мртвите келии, наместо да јаде храна. Тетка Марија може малку повеќе да ви образложи за тој процес. Но, што не ти се јаде, значи телото е инфицирано. Телото боледува. Денеска имаме Библии повеќе од кога и да е, испечатени. Де динамичен превод, де архаичен превод, де не знам како веќе превод. Де англиски, де француски, де грчки. Се имаме. Но дали имаме глад денес на Словото Божје? Дали се уште комплееме по Божјиот глас, да го чуеме, што тој сака да ни каже? Колку време поменуваме, браќи и сестри, во Божјето Слово во текот на неделата? Или да ме праша вака, колку време поменуваме на овие уреди? Веројатно многу. Колку време поминуваме читајќи го Словото Божје? Ако сакаме нашето духовно здравие да биде добро, тогаш Божјиот збор не смее да биде додаток во нашиот живот. Туку тоа треба да биде нашиот насушен време. Нашата секојдневна храна, нашата секојдневна мана, темелот на нашиот живот треба да биде, браќи и сестри, Словото Божје. Не додаток во нашиот живот, туку темелот на нашиот живот. Ви дадам еден пример. Еден човек купил многу скап автомобил. Многу скап, современ, со најјака технологија, сена, допирна, тачна, сензор. Страшно. И сите кои го гледале му се восхитувале. И овај човек си возел само, си возел. И после неколку недели застанал на сред пат и повикал механичар. И дошол механичарот и гледа. Вика, па ти немаш гориво. Па ти ставаш ли гориво во оваа кола? И човекот викал, ма не, ја мислам дека ова е сосема нова технологија, не треба ни гориво да ставам. Ти види колку убава кола имам јас, ти знаеш ли, секој сензор, секој тач тука, се и свашта има. И ова изгледа абсурдно, нели? Одговорот на овој човек. Да. Но токму така денес живеат многу христијани. Имаат многу убава Библија со прекрасна корица, обложена со кожа или со некоја убава ткаенина. Имаат сведоштво, имаат историја со Господа, но не се хранат
од Божјото Слово. Ако човек не се храни духовно, не може уште многу да продолжи да движи напред. Кај да ќе застане? Не е прашање дали ќе застане. Прашање само на време. Кога ќе застане во неговиот духовен растеж. И ако гледаш, поставиш коли една до друга, една со гориво, друга без гориво, од надвор ти ги гледаш исти. Од надвор ти ги гледаш, може би оваа другава и без гориво убаво да ти изгледа. Ама внатре е празна. Внатре нема што да ја движи. Браќа и сестри, Божјото Слово го разоткрива вистинската состојба на срцето на човекот. Неемија 8 глава 9 стих вели: сиот народ плачеше кога ги слушаше зборовите на законот. Што правеа? Вели сиот народ плаче. Зошто плачеа овие луѓе? Плачеа не затоа што проповедта била многу емотивна, не затоа што музиката била многу убава, не затоа што атмосферата била силна, плачеа затоа што се видоа себе си во Словото Божјо. И се препознаа дека на нив им треба спасение, на нив им треба Господ, на нив им треба Божјата благодат. Се видоа во огледалото на Божјото Слово. Колку повеќе човек се приближува до Бога, се повеќе ќе ја гледа потребата да биде поблиску до Господа. Исаија, кога го виде Господа, тој виде уште поголема потреба за Божја благодат во неговиот живот. Тој извика: тешко мене. Петар, кога ја виде Христовата сила, рече: оди си од мене, Господи, зашто јас сум грешен човек. Апостол Павле, на крајот на својот живот, не се нарече најголем апостол со сите титули, туку на себе си се рече дека тој е прв помеѓу грешниците. Вистинската средба со Бога, браќа и сестри, не произведува гордост. Никогаш. Туку произведува една искрена понизност. Не произведува чувство дека сме подобри од другите. Вистинската близкост со Бога произведува чувство дека ни треба Бог се повеќе и повеќе во нашите животи. Затоа Божјото Слово не треба да ни биде само за да ни ги скокот кај ушите. Ајде да прочитам некоја поезија од Словото Божјо, да прочитам мудрост. Океј, читај го тоа, убаво е, се е добро. Но Божјото Слово се чита сај и се чита целосно. И Божјото Слово треба да ни зборува, треба да не допира, треба да не менува. Ако Божјото Слово не допира, не менува, тогаш има сериозен здравствен проблем. Во Неемија 9 и 10 глава овде гледаме дека народот не само што заплака пред Господа, туку тие склучија и завет со Бога. Тие донесоа една цврста одлука, тие одлучија да превземат одговорност. И рекоа: од денес ние одлучуваме ќе ги смениме нашите животи и ќе живееме поинаку. Ова е покаяние, браќи и сестри. Покајанието не е само чувство. Сега се чувствувам вака, утре се чувствувам така. Не, покајанието е одлука. Цврста одлука да се смени. Да работам на себе си. Да му дадам простор на Светиот Дух да работи во мене и да ме менува. Често пати го велам пак да кажам. За зборчето покаяние во Стариот Завет е употребен зборот шуп, што значи свртување за 180 степени. Промена целосна. А во Новиот Завет е употребен зборот метаноја. Метаноја значи промена на мислите, на умот, на целиот мисловен процес. Рестарт. Овој начин на размислување не е во ред. Смени го.
Ти треба духовен начин на размислување. Ама сите така размислуваат. Божјото слово вели широка е вратата и простран е пратот за оние кои одат во пропаст. Мнозина се. Сакаш да одиш со тие? Или сакаш да одиш со малкумината, кои што избираат да одат по тесната врата? Малкумината кои избираат да го променат својот мисловен процес, да го променат својот начин на размислување, својот ум и да кренат со Христовиот ум да чекорат. Ова е вистинско покаяние. Постојат луѓе во црквите кои секоја проповед плачат, ама пак нивниот живот остана ист. Ова не е покаяние, ова е една празна емоција. Бог не повикува да бидеме емотивни. Бог не викува да се покајаме. Покајте се и секој од вас да се крсти во името на Исус Христос. Тоа е пораката од Господа, кој што Исус Христос ја проповедаше, апостолите ја проповеда. Вистинско покаяние не придвижува кон промена. Затоа, кога доаѓаме на проповед, го слушаме Божјото Слово, или кога дома го читаме Божјото Слово, треба да се запрашаме што е она што Господ сега сака да ни го каже преку Словото Божје. Кога ја отвараме Библијата наутро, не треба да отвараме само ајде да можам да чекирам во мојата совест дека и ова утро сум добар верник и го почнам денот со Словото Божје. Не. Тоа нема да донесе промена. Тоа нема да донесе резултат во твојот христијански живот. Туку наутро го земам Словото Божје, зашто Господе, без Тебе јас сум беден, празен и нишножен. Господи, ми треба Твоето водство, ми треба Твојот глас, сакам да го слушам. Доаѓам кај Тебе, Господи. Зборувај. Отварам Библијата и слушам. Кога доаѓам на проповед, не треба да прашувам дали проповедта беше добра. Туку што ќе приберам јас од ова што го слушав на проповедта. Не дали сум допрен, туку дали одлучив да се менувам од Словото Божје. Во Неемија 11 глава, 2 стих, вели народот ги благословуваше сите луѓе кои доброволно се согласија. Бог од секогаш барал доброволци. Авраам рече, јас ќе одам, Господи. Исаија, кога Бог рече кој ќе оди да им каже пораката, Исаија рече, еве ме мене. Марија, кој дојде ангелот и кажа за Спасителот, таа рече, нека ми биде според Твојот збор. Учениците ги оставија своите мрежи и тргнаа по Исус. И целата историја, браќи и сестри, на Божјото царство не е историја на луѓе кои рекле да на Божјиот повик, кога мнозина рекле не. Затоа Бог не бара совршени луѓе. Бог бара луѓе кои се достапни за Господа. Луѓе кои ќе речат, Господи, може би јас од оваа група не сум најспособниот, но сум достапен. Еве ме, Господи, на располагање сум Ти. Користи ме, Господи. И Бог бара такви луѓе. И Царството Божие било придвижувано секогаш од такви луѓе. Кога стигуваме до Неемија 13 глава, овде се соочуваме веќе со еден голем шок. Што е тоа? После сите молитви, после сите поведи, после сите завети, после сите солзи, народот почнува полека пак да попушта духовно. Товија, оној кој што се исмеваше на оние кои го градеа храмот, му даваат место во храмот. Десетоците почнуваат да се занемаруваат. Луѓето престануваат да дават десетоци во храмот. Саботата се прекршува, никој не сака да одвои ден за Господа и стариот компромис повторно се враќа. Зошто?
Затоа што телото на верникот сака одмор, но срцето на верникот мора постојано да биде чувано. Амин? Исус рече, духот е бодар, но телото е слабо. Треба постојано да се надгледуваме себе си и да пазиме. Да не кажеме, еве, јас стигнав до врвот на мојата зрелост во Христос и сега можам да одморам. Никогаш. Моментот кога ќе застанеш е моментот кога ќе почнеш да паѓаш. Тоа го споредувам со возење на велосипед. Се додека ги вртиш педалите, движиш напред, растеш во верата, ти одиш напред. Моментот кога ќе ги застанеш педалите, не е истиот момент кога ќе паднеш, нели? Велосипедот ќе продолжи да движи уште неколку метри, можеби стотици метри ако е удобница. Но каде и да е, ќе застане. Моментот кога ќе застане, ти ќе паднеш. Затоа во нашата вера мораме постојано да растеме. Да не дозволиме со гордост да се наполни срцето наше и да кажеме, еве, јас сега сум многу зрел духовен. Кој е како мене? Нема веќе што напред да напредувам јас. Нема што да се пазвам. Така постапи овие луѓе и падна. Господ сака ние да внимаваме. Никогаш падот не доаѓа одеднаш. Падот започнува со еден мал компромис, со една запоставена молитва, со малку запоставена Библија, со малку непослушност, со равнодушност во срцето наше, ладнокрвност, и со тек на времето срцето наше почнува да се оддалечува од Господа. Се до момент кога престанува да чука во ритамот со Божјото срце и почнува да се чука во свој собствен ритам. Кога почнува да си бара своји собствени желби, кога заборава на Божјото и си го бара своето. Браќи и сестри, еден брод не почнува да тоне затоа што е опкружен со многу вода. Тој почнува да тоне кога водата ќе почне да влегува во него. Христијанинот не го уништува светот што е расипаниот свет околу него. Туку го уништува моментот кога ќе дозволи светот да влезе во него. Во тој момент христијанинот започнува да се расипува. Затоа Христос не не повика да се качиме некаде во некои гори, планини, да се затвориме и тука да се замонашиме. Христос не повикува да одиме во светот и да го проповедаме Евангелието, но да се пазиме од светот, да не бидеме осквернати од светот. Затоа што светот е полн со разноразно зло. И колку повеќе наближува денот Господов, се повеќе и повеќе тоа зло ќе расте. И ако ние не внимаваме на своето срце, преку читање на Словото Божјо, ние ќе дозволиме светот да влезе во нас и светот да не расипе. И тогаш ќе потониме како брод кој што тоне. Овој човек Товија, додека се градел храмот и градот, тој бил надвор од градот. Тој ги исмевал градителите. А сега луѓето попуштија во верата и не беше важно ни кој ќе биде внатре во храмот, едноставно заборавија на Господа и го оставија овој богохулник да седи внатре во храмот. И така започнува компромисот. Прво чука на вратата, а потоа влегува во собата и потоа седна на престолот на твоето срце. Да не дозволиме да правиме компромис со гревот. Гревот е грев. Гревот не е грешка. Често пати знаеме да кажем, ова е грешка, сгреши. Па сите грешат. Луѓе сме, грешиме. И така да си се навикнеме и да си слободно го вршиме гревот. Да внимаваме на тоа, браќи и сестри. Затоа,
да заклучиме што можеме да се поучиме од книгата на Неемија. Кога ја отвараме првата глава на Неемија, гледаме човек кој плаче заради урнат зид. Кога ја затвараме последната глава на Неемија, гледаме човек што плаче заради урнати срца. Најголемиот проблем наш никогаш не биле зидовите. Проблемот секогаш бил срцето. Неизграденото срце, не неизградените зидови. Прашањето е дали го градиме своето срце. Дали работиме на изградбата на своето срце. Дали го пазиме од гревот. Дали го пазиме од страстите. Дали го пазиме од лошите желби, од лошите помисли. Зидовите на храмот били изградени за 52 дена на Јерусалим, но срцето се гради цел живот. Затоа можеш да изградиш служба, можеш да изградиш успешен бизнис, можеш да изградиш име, репутација, но ако не го чуваш срцето свое, ќе изгубиш се. Затоа, минатата недела поставивме едно прашање, а тоа е каков градител си ти? Денес Свети Дух ни поставува едно друго прашање, а тоа е што се случува со твоето срце откако зидот е изграден? Дали се уште гориш за Бога? Дали се уште плачеш во Неговото присуство? Дали се уште копнеш по Неговото Слово? Дали се уште си подготвен да кажеш еве ме Господи, што треба да се работи, што треба да се служи, еве ме Господи, јас сум тука да ти служам. Или пак победите од вчера ти стана замена за зависноста на Бог денес. Искуството од вчера ти стана замена за зависноста од Бог денес. Тоа не смее да биде, браќи и сестри. Не победува оној што добро започнал, туку оној што добро се бори, оној кој што добро извојува битката до крај и добро завршува. Не победува оној што изградил голем зид. Не победува оној што има многу силно сведоштво пред 10, пред 20 години. Какво сведоштво? Не победува тој. Не победува оној што започнал добро, туку оној што ќе заврши добро до крај. Тој ќе биде победникот. И кога читаме Светото писмо, го гледаме целото тоа предупредување, проткаено од Битие до Откровение. Важно е како ќе почнеш, да, но уште поважно е, многу поважно е, далеку поважно е како ќе го завршиш твојот живот. Како ќе го завршиш твојот духовен живот. Како ќе завршиш твојата духовна служба. Не како си ја започнал. Како си ја започнал, си ја започнал. Може би со неумешност, не си знаел како, не си можел како. Како си започнал, си започнал. Но прашањето е како сега ќе ја завршиш твојата служба. Како ќе го завршиш твојот живот. Дали си ќе останеме верни на повикот Господов. Еден ден кој ќе застанеме пред Господа, Бог нема да не праша колку зидови сме изградиле, нема да не праша колку проекти сме завршиле, нема да не праша на колку луѓе сме запознали, колку сме станале познати и така натаму. Ќе не праша едно прашање, а тоа дали сме го останале верни до крај. Тогаш нека Господ даде да можеме сите ние, како што кажа апостол Павле, да кажеме и ние. Добра борба извојував, трката ја завршив, верата ја запазив. И тогаш да го слушнеме милостивиот глас на нашиот Спасител Исус Христос, кој ќе рече: добро сторено, добар и верен слуго. Беше верен во малку, ќе те поставам на многу. Влези во радоста на својот Господар. Амин. Слава на Господа. Ќе завршиме со молитва.
И потоа ќе продолжиме со славење. Господ Исусе Христе, благодариме за Твојата милост, Твојата љубов, Твојата верност, Твојата добрина кон сите нас, Господи. Боже, фала Ти за книгата на Неемија, кој што си ни ја дал Словото Твое, да се поучиме, Господи, и да внимаваме, да не паднеме, Господи. Боже, Те молиме, помогни ни Твоето Слово да не се одделува од нас, Господи. Твоето Слово да биде центарот, да биде темелот на нашите животи. Твоето Слово да ни биде прирачникот за нашиот живот, упатството по кое треба се движиме. Господи, помогни ни ова книга на законот никогаш да не се одделува од нашите усти, Господи. Помогни ни, Господи, да не живееме според правилата на светот и неговите закони, туку според законите на Твоето свето писмо и волјата Твоја. Во Твоето свето име Те молиме, помогни ни, Господи, да добро завршиме битката до крај, држејќи се цврсто за Твоето Слово. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин.